Вести на Канал 8. Општина Кочани ќе добие современа филтер станица за отпадните води, за која финансиска помош обезбеди швајцарската влада, како дел од проектот за управување со сливот на Брегалница. Во локалната самоуправа беше подпишан договорот со кој се преотстапуваат средствата и се овозможува практична реализација на објектот. Општина Кочани ќе добие современа станица за пречистување на отпадните води, заедно со колекторски систем и придружна опрема, како дел од проектот за управување со сливот на Брегалница. Објектот ќе се гради со финансиска помош од владата на Швајцарија, која го обезбеди грантот вреден 21 милион швајцарски франци, а остатокот од потребните средства во висина од околу 2 милиони евра се од буџетот на Република Македонија. Во локалната самоуправа на Кочани се одржа работна средба, на која беше подпишан договорот за користење на средствата, со што се овозможува практична реализација на целиот проект. Овој проект е капитален за заштита на водите во целиот регион, значи не е ова проект кој што е само за општината Кочани, тоа е проект кој што значи заштита на водите на река Брегалница, тоа е продолжение на проектот кој што го имавме од пред 4 години за да ги реализираме проектот Брегалница и тоа ќе значи една инвестиција во нашите идни генерации. Представници на швајцарската страна рекоа дека желба на нивната влада е да помогне во подобрувањето на животната средина во Македонија, поради што се одлучила да го финансира проектот за заштита на сливното подрачје на Брегалница. Мило ми е што сум овде и можам да кажам дека сум ангажиран во реализација на различни проекти во Македонија во изминатите 20 години на различни локации. Сега соработуваме со тимот од проектот за управување со сливот на Брегалница и со вашето Министерство за екологија. Посебно за објектот во Кочани, што е една сериозна инвестиција, сигурен сум дека ќе го подигне зачувувањето на животната средина за луѓето кои живеат овде. It's important for us as we would like to see Bregalnica become. Овој проект е многу важен за нас, затоа што сакаме повторно да ја видиме Брегалница како река со чиста вода, од нејзиниот извор до вливот. Така, после долго договарање и тендерски постапки, мило ми е да видам дека е подпишан договорот меѓу нашата влада и општина Кочани. И им посакувам успех на сите вклучени страни во реализацијата на целиот проект. Македонското Министерство за заштита на животната средина е еден од партнерите во реализација на проектот за управување со сливот на Брегалница. И на подпишувањето на договорот за филтер станицата во Кочани беше изразено задоволство што веќе 4-та година сите активности течат според планираната динамика. Сите овие проекти со изработка на планот за управување со сливот, Министерството за животна средина и целиот овој регион решаваат едно долго очекувано, како да кажам, барање кој што го бараат граѓаните и ние искрено очекуваме дека ова ќе биде многу важен придонес и за развојот на земјоделието, заштита на природата, заштита на водите, туризмот и на севкупниот развој на целиот овој слив. Партнер во проектот на локално ниво е комуналното јавно предпријатие Водовод, кое подоцна ќе стопанисува со целиот објект за пречистување на отпадните води. Со чинот на подпишување денес официјално започнуваме со реализацијата на проектот. Се надевам на успешна соработка и на крајот квалитетен, успешен проект завршен кој ќе ги дава долгорочно своите резултати. Покрај станицата за пречистување на отпадни води во Кочани, слични но помали објекти ќе се градат и во соседните општини Берово, Карбинци и Чешиново Облешево, за што веќе се подпишани договори со швајцарската амбасада за доделување на потребните финансиски средства. Општина Кочани и годинава го реализира проектот за ангажирање лица за извршување општинско корисна работа. Лицата се од евиденцијата на Агенцијата за вработување и извршуваат услуги со кои им помагаат на граѓани од социјално ранливите категории. Втора година поред во Кочани се реализира проектот за извршување општинско корисна работа, во кој се вклучени невработени лица кои се на евиденцијата на Агенцијата за вработување. Проектот е резултат на соработката на локалната самоуправа со UNDP и Министерството за труд и социјална политика, а партнери во неговата реализација се Агенцијата за вработување, Центарот за социјална работа и невладината организација Благородна мисија.
Годинава ангажирани се 11 лица, кои извршуваат различни услуги, меѓу кои помош на стари и изнемоштени лица, помош на деца на предучилишна возраст кои не одат во градинка, делење храна во народната кујна, како и извршување помошни работи во Центарот за собирање донации. Ангажираните лица, имаат за задача да работат 4 часа дневно, добиваат бруто надоместок 6200 и се ангажирани во период од 6 месеци. Заклучно со крајот на ноември завршува оваа година проектот и наредна година повторно би аплицирале нормално, бидејќи општината итекако има бенефит од овој проект. Ние вкупно оваа година имаме 409.000 денари на име плата надоместок за ангажираните 11 лица и се надевам и ќе го повториме ова и ќе го надминеме наредната година здравје и да имаме и повеќе од 11 до 15 лица, бидејќи навистина имаме повеќе сегменти, повеќе сфери во кои што е потребно да се дава тој вид на услуга, да добиваат бесплатна услуга социјалните категории. Ангажираните лица се задоволни од тоа како досега се реализира проектот, особено што имаат и практична обука во областа во која се стручни. Таков пример е едукативниот центар за деца од предучилишна возраст во селото Тракање. Еве веќе неколку месеца функционираме и тоа повеќе од добро. Моментално имаме згрижено над 20 дечиња од 4 до 6 годишна возраст, кои што ја посетуваат наставата и добиваат бесплатно згрижување и воспитување. Моите искуства се преголеми и предобри, а задоволна сум. Најважно е што дечињата се пресрекни и родителите задоволни. Додека трае проектот за општинско корисна работа, на ангажираните лица им продолжува статусот на невработени во Агенцијата за вработување, односно немаат прекин во евиденцијата. Ангажманот пак им овозможува да се стекнат со работни вештини, што би им помогнале полесно да најдат работа. Потпиша меморандум за соработка на Средното општинско училиште Гошеви Кентиев со други фирми од Кочани, освен со веќе одредените. Во практичната настава се вклучени над 80 ученици од скоро сите профили од училиштето. Бенефит од проектот има и училиштето и фирмите, но и самите ученици. Учениците од Средното општинско училиште Гошеви Кентиев веќе втора година поред ги изучуваат профилите од реформираното 3-годишно образование. Станува збор за автомеханичар од машинската струка и електроинсталатор и монтер од електротехничката. Овие реформирани профили имаат зголемен удел на практичната настава и задолжително мора да ја реализираат во одредени фирми. Автомеханичарите се на практична настава во 4 фирми во нашата општина. Моментално се наоѓаме во автосервисот Арели, каде што наши ученици веќе трета недела обават практична настава. Освен во автосервисот Рели, имаме ученици и во Автоатом, во Техом и во Евроконтрол од Облешево, што станува збор за автомеханичари, додека учениците од електроинсталатор и монтер се распоредени во 2 фирми, тоа е Електрохерц и Електрик. Ја користам можноста да се заблагодарам на фирмите што ни излегува во пресред и ги примеа нашите ученици на практична настава кај нив. Од праксата не само што може да научат, туку некои од фирмите веќе истакнаа дека одредени ученици ќе задржат понатаму на работа. Имаме подпишан меморандум со училиштето Гошеви Кентиев. Ученици да доаѓаат редовно на практична настава или обука, како да го кажеме, заинтересирани се и има шанси да стекнат знаења и да продолжат и понатаму како редовно вработени. Освен со споменатите фирми, годинава училиштето потпиша меморандум за соработка и со други конкретни фирми. Оваа година очекуваме над 80 ученика веќе да бидат вклучени во практична работа во фирми. Тоа е новост од оваа година. Освен наведените фирми кои ги спомнавме кај реформираните профили, оваа година ученици се пратени скоро од сите профили во нашето училиште, барем дел од учениците да се запознаат со вистинска работа во конкретни фирми. Така оваа година веќе одат ученици на практична настава во Руен, профилот техничар за компјутерско управување, во Амфенол Македонија одат профилот електроника и телекомуникација од електроструката,
Машинските техничари се распоредени во повеќе фирми, значи во Инок сервис, во Компет, во Прес Форм. Во Евроконтрол, освен автомеханичари, се вклучени и ученици од сообраќајната струка. Во фирмата Автоелектрика одат од машинската струка и за прв пат во фабриката за вода пракса обавуваат ученици од смерот компјутерска техника и автоматика. Добра е соработката и со Евана, истакнува Сребрино. Бенефит од практичната настава во фирмите имаат трите страни. Училиштето да може да произведува кадар кој што ќе може веднаш да се вклучи во производството. За учениците придобивката е да може да почувствуваат атмосферата да се работи во фирма и да стекнат практични знаења и искуства за во иднина да ги применат. А бенефитот на фирмите е да има обучен кадар кој во иднина ќе може да го задржат на работа кај нив. Учениците од Средното општинско училиште Лјупчо Сантов донираа за загрозените соученици од училиштето. Организираа хуманитарна акција по повод Светскиот ден на гладта. Светскиот ден на гладта 16 октомври го одбележаа и учениците, членови на младинската организација Единство при Средното општинско училиште Лјупчо Сантов. Организираа хуманитарна акција преку која им се пружа помош на социјално загрозените ученици од ова училиште. Оваа година направивме некако еден концепт, сето тоа да се одвива со изработени јадења кои што се карактеристични за нашето поднебје, изработени од нас учениците, се продаваат по некои символични цени, исто така се продаваат картички. Картичките се продаваат по цена од 20 денари, низ сите училишта, трговскиот центар и така натаму. Собраните средства ќе се донираат во хуманитарни цели, дел за социјално загрозените ученици од нашето училиште. Сакаме нашата организација од оваа година да доживее некој публицитет на ниво на општината и дел од собраните средства да ги донираме за оние граѓани на кои што навистина им е потребна таа помош. Учениците на крајот беа задоволни од спроведената акција, како и од собраните средства, затоа што уште во текот на вчерашниот ден со самото печатање на картите беа продадени сите картички со поуки и мисли од мајка Тереза и денеска постојано се печатат нови карти. Одзивот за продавање на храната исто така беше на завидно ниво. Учениците се заблагодарија и на професорите и на менаџерскиот тим на училиштето, кој што им излезе во пресред за организирањето на акцијата. Освен продавање на храна, хуманитарната акција беше збогатена и со музички точки од страна на учениците. Соочитање до лидерство е насловот на проектот, чиј организатор е УСАИД, а е вклучено и основното училиште Раде Кратовче од Кочани. Наставници и стручни служби од Кочанското училиште беа на 3-дневна обука во Охрид, со цел подобрување на јазичните и математичките вештини кај учениците. Фондацијата Чекор по Чекор од мај 2013 до ноември 2015 година го спроведува проектот на УСАИД Соочитање до лидерство. Се реализира во одбрани училишта во сите региони од државата, меѓу кои и во основното училиште Раде Кратовче, и има за цел да ги подобри јазичните и математичките вештини кај учениците и подигање на свеста кај целата заедница за важноста од јазична и математичка писменост. Проектот нуди иновативни и креативни пристапи и активности, како и дигитална библиотека со материјали за учење соодветни за возраста на учениците. Сите активности кои ќе произлезат од овој проект ќе се реализираат во месец мај со претходни подготовки во врска со активностите кои ќе следуваат. Во текот на испитувањето како дел од активностите што ги планира и ќе ги реализира овој проект Соочитање до лидерство ќе бидат опфатени учениците од 2 и 3 одделение. При тоа нема да бидат опфатени сите ученици, ќе биде случаен примерокот во соработка на проектот со Државниот испитен центар. Секој одделенски наставник од 1 до 3 одделение, вклучувајќи го и подрачното училиште, денес доби, ваков, да го кажеме, подвижна библиотека во кој се вклучени 20 сликовници, кои наставниците ги користат во текот на нивната настава во оваа учебна година па и понатаму, и приручник со активности за користење на сликовниците од збирката Наша прва библиотека, кои ќе им помогнат на наставниците во реализирањето, особено на наставата по македонски јазик. Проектните активности се спроведуваат преку 5 различни, но меѓусебно поврзани компоненти. Проценка на јазичната и математичката писменост, професионален развој, заедници за учење, дигитални ресурси за учење и вклучување на семејствата и заедницата. Преку проектот, освен подобрување на вештините,
Кај учениците се развива градењето на партнерските односи со владините институции и локалните власти. Се зајакнува и јавната свест за потребите на децата, роми и децата од останатите малцински групи, како и создавање различни можности за креативно изразување кај децата. Преку креативни изработки и подготовка на здрава храна, децата и вработените од детската градинка Павлина Велјанова го одбележаа Светскиот ден на храната 16 октомври. Ја спроведува кампањата Здрава храна за детство без мана. Преку разни активности за промоција на здрава храна, децата и вработените од детската градинка Павлина Велјанова го одбележаа Меѓународниот ден на здравата храна. Здравата храна е клучна за здраво детство и растење, беше кажано на активноста во клоновите на градинката. Ова влегува и во склопот на Националната програма на Министерството за труд и социјална политика. Едукација на децата од најмалата, од предучилишна возраст, со начинот на одгледување и конзумирање на здрава храна. Овој процес трае веќе 1 година и вклучен во редовната програма за рано учење и развој. Првата етапа која што следеше беше приспособување на градини во детските градинки, преку кои децата на директен начин, преку посредство со воспитно-образовниот кадар се вклучија во процесот на садење, на одгледување и до крајната фаза кога децата имаат можност да ја берат здравата храна, поточно зеленчукот во нашите зеленчукови градини и да ги вкусат на најразлични начини преку подготвување на рецепти за здрава храна. Министерството за труд и социјална политика го промовираше упатството за здрава храна за воспитувачи и родители, во кое се состојат низа активности и содржини кои што ќе ги насочат двете страни на интересен начин да ги придобијат децата за да засакаат здравата храна уште од мали нозе. Освен ова, Кочанската градинка учествуваше и во хуманитарната акција Биди и ти Лино пријател. Имаме посета во клон 2 од мечето Лино, кои што на децата и го приготвија првиот оброк, а во соработка со нашите родители ние спроведовме хуманитарна акција каде што родителите заедно со децата донираа облека и играчки со што ја покажаа нивната хуманост и несебичност. Донацијата ќе биде наменета за институции кои се во рамките на Министерството за труд и социјална политика. Ваму во пресрет ни излезе Центарот за социјални работи од Кочани. Кампањата Здрава храна за детство без мана има за цел да ја подигне свеста кај децата од предучилишно и основно образование за потребата од конзумирање здрава храна, како и да ги поттикне училиштата и градинките да станат мотиватори за користење на здравата храна во и надвор од институциите. Кампањата Здрава храна за детство без мана се реализираше и во општина Чешиново Облешево. Заеднички ја спроведоа партнерските основни училишта Климент Охридски од Облешево и Вера Циривири Трена од Добреште, општина Долнини. Основните училишта Климент Охридски од Облешево и Вера Циривири Трена од Дебреште, Прилепско се партнери во проектот Партнерство за меѓуетничка интеграција во образованието. Нивната соработка ја продолжија и со кампањата Здрава храна за детство без мана. Облешевското училиште беше домакин на учениците и нивните наставници од Дебреште, при што заеднички представија јадења што ја одразуваат нашата традиција во исхраната. Ова ни е втора активност заедно со партнер училиштето, значи претходно имавме заедничка активност, ние бевме во посета кај нив, имавме други активности, сега за прв пат училиштето Вера Циривири Трена од село Дебреште кај нас во посета и реализирање на заеднички активности. Целта на активноста е меѓуетничка интеграција во образованието, да се дружиме, традиција, култура, значи да разменуваме. Гостите од Дебреште во рамки на кампањата за одбележување на Светскиот ден на храната презентираа јадења карактеристични од регионот од кој доаѓаат. И ваквата организација на многу високо ниво, всушност заеднички ќе направиме спој на тоа мултикултурно општество, а ние сме училиште кој што се изведува настава на 3 јазици: турски, албански и македонски. Овој спој денеска ќе го направиме ако сакаме да градиме мултикултурно општество. Нашите јадења всушност ја представува нашата култура. Ако имаме албански заедници во Македонија, тоа е карактеристично преку нашите јадења овде
имаме турски традиционални јадења и се разбира, бидејќи доаѓаме од Прилеп, прилепските типични јадења кои што треба да ги види Облешево. Во реализацијата на кампањата Здрава храна за детство без мана се вклучија учениците и наставниците од двете училишта, а задоволството беше најголемо на крајот, додека траеше дегустацијата на специјалитетите што беа представени во училиштето во Облешево. И за крај информацијата од спортот. Викендов се игра локалното дерби меѓу женските фудбалски екипи на Младост Иднина С и Кочани. Осогово е домакин на Беласица, а Слога 1934 поради казнетиот терен во Виница ќе игра во друг град. Пимпонгарите на Кочани гостуваат во Битола. Локално дерби во првата фудбалска лига ќе играат викендов женските екипи на Младост Иднина С и Кочани. Надпреварот во рамки на петото коло е закажан за внедела со почеток од 11 часот на теренот во Оризари. Одмерувањето на силите на двете екипи секогаш го привлекувало вниманието на љубителите на фудбалот, па така се очекува да биде и овој викенд. По минатонеделната победа од 6-0 против спортскиот центар Истатов од Дојран, женскиот фудбалски клуб Кочани повторно ќе јурише на уште едно освојување на бодовите, додека Младост Иднина С по победата над Речица ќе ја користи предноста со играње на домашен терен. В недела со почеток од 14 часот и 30 минути се игра и 8-то коло од третата фудбалска лига Исток. Фудбалерите на Осогово ја пречекуваат струмичка Беласица, екипа што секогаш била незгоден противник за кочанци. Сепак тие се надеваат на добар резултат по минатонеделното реми против Каменица Саса. Каменичка Слога 1934, иако е домакин на средбата со каменичани, надпреварот нема да го игра на свој терен. Поради суспензијата на стадионот во Виница, виничани ќе мораат средбата да ја организираат на друг терен што е оддалечен 50 на километри. По еднонеделната пауза продолжуваат и надпреварите во првата пимпонгарска лига на Македонија. Екипата на Кочани во третото коло патува во Битола на средба со Мултитекс. Кочанци најавуваат дека по последниот пораз на домашен терен, овој пат ќе покажат подобра игра и освојување на бодовите, што ќе им овозможи да се задржат во врвот на табелата. Заврши и ова петочно издание на вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте убав викенд. Довидување.